И вчера во вестите во 15 часов ви споменав дека всушност можеби главната тема е укинувањето на балансерот од страна на Уставниот суд. Во продолжение ќе позборуваме подетално за реакциите по укинувањето на балансерот. Какви реакции добиваме, очекувани ли беа? Очекувани, иако не очекував толку многу да биде драматично страна на Демократската унија за интеграција. Само пред да почнеме со нивната реакција, ово кинување е интересно од неколку агли да се анализира, бидејќи не беше едногласно укинат балансерот од страна на уставните суди, туку тројца суди, интересно, од албанска националност, беа против да се укине, тие беа за да остане балансерот. И, знаете, ние кога велиме Уставен суд, суди, нели, тука треба секој да се суди според законот. А зошто баш тие се решија да гласаат против, иако беше оценето од мнозинството суди дека е противуставен. Значи, некој закон може да биде противуставен или да не е противуставен. Не може да биде едното и другото, нели? Да. Логично. Да, сега тука тука повторно нас ни се јавува една национална стручност, обично има партиска стручност, ама сега се јавува една национална стручност која што е многу опасна за едно општество како што е македонското, бидејќи нели, кога ќе станете судија, вие веќе додека сте судија не е битно од која националност е, туку треба да работите според тоа како што е пропишано во законот. Втората работа која што нели веќе најавивме реакцијата на Демократската унија за интеграција, тие вчера има една драматична пресконференција пред Уставниот суд на Македонија. Таму нели истакна дека со ова се кршат, се рушат правата на албанците за правична застапеност во Македонија. Не би се согласил дека тоа баш така ќе биде, бидејќи веќе се подготвува нов закон за правична застапеност нели на националностите во Македонија, односно народите или како се вели во нашиот устав. И дуи кои веќе долго време најавуваат радикализација на нивното опозицијско делување, веројатно ова ќе биде нели тригерот тој да го направат, иако до сега некако звучија повеќе како во она приказка народна иде волк, па нема волк, нели на крај кој тоа е волкот, никој не му верувал на момчето, така и со дуи, нели тие уште од кога се формираше оваа влада, значи пред повеќе од 100 дена, тие најавуваа протести, излегување на улици, блокирање на сообраќајници и така натака, па немаше до сега ништо од тоа. И сега самите некако нели се влегоа во тој филм дека ова со балансерот е непопустливо и дека тие ќе мораат нели да се радикализираат. Ќе видиме дали тоа ќе го направат. Некои велат нема ништо од тоа да биде, некои велат да тие ќе излезат на улица и да кажеме ќе ни биде потежок животот на нас, обичните граѓани, ние што нели не сме партиски определени, што немаме книжки. Доколку дозволиш, би сакала да го цитирам Груби, кој вели дека сега следува Бадентер. Што сака да каже со тоа? Зошто Бадентер е нели поној француски министер, ние по неговото презиме нели ние донесовме за одредени, значи Бадентер не важи во Уставниот суд. Тој важи во собранието, така? Но само за закони кои што се однесуваат на малцинствата. Сега, за да се спречи мајоризација на одредена национална група. Сега, секако дека нема тој да се извади од Бадентер да се напушти како пракса за така, во гласањето, тоа секако дека не, но тука има сега едно тука е она законот за употребата на јазиците кој веројатно можеби тоа е, ние не знаеме, нормално не сме стручни, не сме правници, не сме судии, можеби тоа е противуставно донесен, значи ќе треба да се донесе поинаков закон за потреба на јазиците и за
менување на тој закон, за носење на нов закон на тој тип, ќе биде потребен бадинтер, значи, односно, партиите кои што се кои што припаѓаат на малцинските партии ќе треба да се изјаснат позитивно за новиот закон и повторно ќе биде тоа бадинтер. Исто, на пример, Кренар Лога каже дека ваков укинувањето на балансерот, дека таква лоша одлука немал донесено ниту Слободан Милошевиќ, некогашниот претседател на Сојузна Република Југославија. Не е така, но тој така вели, нели? И тој беше поранешен министер за правда и тоа е сега. Не сме да се заборави една работа. Значи, ниту една од македонските партии, тука мислам на СДСМ и ВМРО ДПМН, нема намера да го менуваат балансерот, иако тој беше критикуван често и во јавности од новинарите и така натака, но Европската комисија на Европската унија во еден од своите извештаи го оцени балансерот како алатка која не ја врши својата работа. Која е лошо поставена, која е, како да кажам, се манипулира со незе многу, тоа говоревме вчера, колку многу се манипулираше со балансерот, и дека на Македонија треба нова алатка за да ја обезбеди својата правична застапеност. Тоа го тогаш почна иницијативите. А тоа би бил тој нов закон што ќе се донесе? Па да, има некој предлог закон, тоа вреди го кажа дека има тој предлог закон, тој сега нели киви, исто по бадинтер треба да се донесе тој предлог закон. И има бадинтер, бидејќи нели они имаат повеќе од половина од малцинските партии имаат во владата на ВМРО ДПМН, што е предвиди ВМРО ДПМН, така да тој ќе се донесе и не знам дали ќе биде добар, не знам дали ќе биде во согласно со уставот и дали Европската комисија повторно нема да го оцени како лош, но во секој случај таа иницијатива од Европската комисија ја покрена цела оваа постапка во Македонија, балансерот да биде прво да биде ставен пред Уставниот суд и Уставниот суд да го прогласи за неуставен и потоа нели сега тој е неважечки, со тоа што нема ретроактивно дејство, сите што се запослиле по оваа алатка ќе останат вработени. Ова не е нова работа. Не е нова работа од нашите простори. Во Југославија тоа се викаше национален клуч. Тоа многу се применуваше во Босна и Херцеговина во време на во Социјалистичка република Босна и Херцеговина, кога ако е директор од српска националност, заменикот мора да биде во тоа време муслиман со големо М или денеска бошњак, а следниот наред е некој од хрватска националност. Во Југословенската народна армија беше така, не може нели да има мајоризација на генерали и така натака. И сега кога се иде по национален клуч во ред, се обезбедува нели национална правична застапеност, но не сме сигурни дека ете баш тој Србин директор е најдоброто решение за таа институција или тој заменик директор Хрват. Затоа што е Србин. Значи, што е Србин и не може да биде овој другиот што не е Србин, а е нели пострушен од него, а се работи нели не знам за фабрика за производство на гнојско ѓубриво и така натака, нели, и сега стајско ѓубриво и сега нели. Значи тоа се многу тоа во принцип се покажува како лоша пракса, иако нели мотивот е да нема мајоризација, да нема луѓе кои се од одредена националност да не можат да просперираат во системот. Нормално дека сум против тоа, зошто да не сите имаат право нели на оваа наша држава да се конкурираат со индивидуалното CV во однос на тука знаете ке нас главниот проблем што е, не е тоа, проблемот е партиите се главниот проблем, нели мора да имаш одредена припадност кон некоја партија за да бидеш вработен во државна администрација, тоа е јавна тајна и тука ни еден балансер, ни еден закон нема нас тоа да ни помогне. Значи, ако е сега на власт вреди,
нивните кадри ќе бидат примани на работа, нема да бидат примани кадрите на ДУИ, на власте ВМРО, нивните кадри ќе бидат примани на работа и тоа е такво едно перпетум мобиле невозможно и ние имаме извореден систем, нели, кој функционира, а ова се другото е за џабе. Благодарам, брзо ми летна времето. Ќе се видиме дури во понеделник, имаме продолжен викенд, ќе ти посакам убав продолжен викенд. Благодарам. Ивановиќ, задоволство беше. Исто така. Ние продолжуваме понатаму со нашата програма и веќе знаете по македонската анализа, следува меѓународната анализа, бидете тука.